tried, right? I tried. We did our best. That's all Well, that I did matters. my best. We tried. Maybe next year we'll come back and try it Maybe again. next year. I'll come back and I'll try it next year. No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them, flip it around. Hops and hops and a cat meows twice. A robot voice says, oh that's nice. Wop 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 like a washing machine. This track's the weirdest thing you've seen. Добре, дојдовте повторно на каналот BetTeacher Crypto и денеска би сакал да ви презентирам некои новости кои се случува во претходниот период, а ќе погледнеме и различни чартови што ни кажуваат и да видиме до каде се наоѓаме во овој циклус. Па ќе започнеме со оваа слика и доколку погледнеме тука имаме на почетокот на овој bull market имавме доста голем број на корекции кои што се случуваа со од 20% и 30%, па така имаме 22,8% првата корекција, 20,3% втората корекција. Подоцна имавме една огромна корекција која што се случуваше скоро година дена од 28,4%. Потоа имавме 31,8% и моментално оваа корекција не е ни приближно до оние кои се случува во претходниот дел од bull маркетот. Тоа е само минус 24,5%. И доколку ова се исполни тука, веќе имаме допир на оваа тренд линија, може да очекуваме поголем скок на биткоин, можеби да се врати до 130-35 илјади со нов all-time high. Но тоа ќе го оставиме на времето да видиме што ќе се случи. Доколку погледаме на оваа слика, она што го зборувам, веројатно би можеле да го формираме овај пети бран тука 133.000, кои што моментално се многу изводливи. Цената падна толку што би можеле да очекуваме едно поголемо движење нагоре, бидејќи имаме и преголем број на леверидж позиции тука. И погледнете сега S&P 500 секогаш кога ќе пробие низ оваа тренд линија можеме да очекуваме bear market. Тоа е многу блиску. Дали тоа ќе се случи сега, ќе оставиме да видиме во следниот период. И доколку го погледнеме овој индикатор, ќе можеме да забележиме секогаш кога се зелени овие линии, имаме акумулација. Погледнете. Зелени линии огромни, каде што имам акумулација, зелени линии огромни, каде што имам акумулација. Повторно имавме тука акумулација и тука имавме огромна акумулација, но црвените значат дека имаме дистрибуција, односно продавање на биткоин. И доколку погледнеме сега, моментално имаме големи црвени линии тука, кои што се наоѓаат скоро при крајот на циклусот. А моментално сме и во формирање на овој day cycle low, кој што малку се одолжи. Дали тоа ќе биде случајот повторно да добиеме тука цена нагоре и да ги пробиеме овие претходни all-time highs, ќе мора да оставиме на времето да ни покаже. Секој ќе погледнеме подоцна каде се наоѓаме на чартовите. И погледнете, ова е USDT и USDC доминација, каде што можеме да забележиме, може да делува како Fear Grid индекс. Погледнете, имаме 16 недели тука, каде што повторно би можеле да се движиме надолу, за да успееме да го добиеме тоа движење 130-140 илјади, кое што верувам дека е програмирано. И доколку погледнеме кога започнува bear market,
за сите оние кои што се уште исплашени, бер маркетот започнува со затворање неделна свеќа под ова PS, SMA, така да и моментално имавме одбивање од неа. Погледнете тука што се случува. Имавме повторно одбивање, ретест на неа, имавме одбивање, ретест, имаме одбивање, можеби повтор ретест и погледнете сега доколку го имаме MicroStrategy, ова е MicroStrategy во претходниот циклус, погледнете го ова движење, што значи дека MicroStrategy големи шансите дека е во bear market. Ќе го погледнеме и чартот подоцна, но сега да го погледнеме Биткоин. Погледнете како само ја следи оваа тренд линија. Можеби ние можеме да имаме цело време. Се додека не се пробива оваа тренд линија, не можеме да очекуваме движење нагоре, а следната зона каде што би можело цената да запре би била оваа тренд линија, тоа се некаде 110-111.000 и доколку тоа се случи, поставиме на тренд линија тука, доколку тоа се случи и не пробиеме нагоре, тоа е всушност дистрибуцијата која што се одвивала цело време, но не можеме да донесеме заклучоци бидејќи се уште треба да се формира неделниот циклус. Како што можеме да видиме, тука имаме 1, 2, 3, четвртиот е left translated, повторно left translated и ресетирање на тој сентимент и веројатно големи се шансите тука некаде да добиеме повторно одбивање на цената и подоцна ќе мора да видиме каде ќе заврши таа цена. Доколку ја погледнеме биткоин доминацијата, можеме да забележиме дека веќе сме од оваа главна тренд линија, така да големи се шансите дека биткоин доминацијата ова ќе биде врвот за неа. Етериум, доколку го погледнеме, имаме, погледнете ова тренд линија, имаме пробивање, ретест и ова веројатно значи продолжување повтор надолу. Дали тоа ќе биде, дали тоа ќе се оствари, ќе остави на времето, но секако, се додека не ја пробиеме оваа тренд линија, ние може да тонеме повторно надолу. Моментално немаме никакви знаци за опоравување на Етериум. Како што кажав, големи се шанси дека ова е огромното ресетирање на сентиментот пред да се случи тој поголем бран, а ќе се случи само кога ќе успееме да ја пробиеме ова тренд линија тука. Доколку погледнеме S&P 500, можеме да забележиме големи свеќи кои што веројатно личат на дистрибуција. Погледнете, ова се скоро 4%. И имаме 2%. Пад во еден ден од 1,5%. И доколку погледнеме во претходниот bull market што се случувало, ќе можеме да забележиме дека исти такви свеќи сме имале пред да се случи таа дистрибуција. Погледнете, 2%, ево ова е голема свеќа исто, 2,5%, повторно тука уште една 3,26%, така да се уште не можеме да бидеме сигурни, но погледнете, ова поминавме голем број на период тука, каде што цената се движеше странично,
а веќе сме и при крајот на овој циклус 1, 2, 3, ова е четвртиот, доколку четвртиот биде left translated, тоа е било некаде околу 40 дена, и доколку веќе не направиме нов all-time high за S&P 500, големи се шансите дека би можеле да се предвижиме повторно надолу. Златото исто така, погледнете го ова големо движење во третиот дел од овој бран, настапи потоа четвртиот и сега го формираме петиот, веројатно ќе биде left translated. Погледнете, не знаеме каде ќе заврши, но ова е само претпоставка на деновите кои што се избројани и се врежани во овој циклус. Се уште немаме слика каде ќе завршат голем број од овие средства, бидејќи сме моментално во формирање на одредени бранови, а доколку погледнеме сега еден чарт на биткоин, подолг чарт на месечно ниво, ќе можеме да забележиме, доколку ги погледнеме само овие индикатори, големи се можностите дека ова е почетокот на bear маркетот. Многу зависи од тоа како ќе заврши ова месечна свеќа. Доколку ова месечна свеќа се врати тука некаде, ќе значи дека се уште имаме простор за движење нагоре. Бидете погледнете, секогаш кога оваа свеќа се придвижила во црвено, сме имале поголем пад за биткоин. Погледнете го ова движење. Доколку се навратиме повторно назад, погледнете тука, од официјалните bear маркети, доколку погледнеме повторно надолу, така да ќе видиме како ќе се одвива овој месец, за да успееме да извлечеме заклучок на крајот. А доколку погледнеме некои од алткоините, оние што ги следиме, еве линк, пример на неделно ниво, доколку погледнеме, нема моментално никакви знаци на опоравување. Ова се црвени линии. Доколку погледнеме на месечно ниво имаме многу странично движење. Имаме веројатно ова е вториот бран кој што знае често да биде страничен. Доколку тој биде страничен, тука ќе го имаме третиот, а подоцна четвртиот ќе биде многу големо падање, за да подоцна се формира и петиот бран. Како ова ќе заврши и кои се цените на линк во следниот период, не можеме да знаеме, бидејќи мора прво да излеземе од овој бран и да се проби оваа тренд линија, за подоцна да имаме веројатно повторно некое странично движење. Се додека тоа може да се одвива не знаеме, но ќе можеме да претпоставуваме рендер. Доколку погледнеме, исто така формираше корекција ABC. Погледнете каде заврши оваа корекција, точно на почетокот на првиот бран. Со почетокот на првиот бран имавме добивање подоцна вториот бран, кој што се коригираше скоро 100% од првиот, и моментално немаме никакви знаци за опорување никај рендер, бидејќи следи уште оваа тренд линија. Пробивање на оваа тренд линија би значило евентуално очекување на повисоки цени за рендер. Доколку го погледаме инжектив, погледнете како совршено ја следи оваа тренд линија и имаме повторно пад тука, и овој кој се коригирал 100% од првиот бран. Тоа не значи дека ќе мора повторно да се вратиме тука, но можеме да имаме странично движење и подоцна да видиме што ќе се случи со овој коин и Каспа, нешто ново што исто така ми се допаѓа како коин. Можеме да го погледнеме сега. Погледнете, ова одамна е движење кое што
е во дистрибуција и погледнете го ова движење на неделно ниво, како се случуваше, имаме огромно движење, повторно 1, 2 и 3. Големи се шанси дека ова движење е во игра за биткоин и токму за ова зборував. Доколку погледнеме, ова е почешт чарт каде што би можеле да го погледнеме тоа движење, едно огромно движење каде што го поминавме all time high 1, 2 и веројатно ова ќе биде третиот. Дали ќе го пробиеме нагоре и ќе стигнеме тука, не знаеме. Но големи се шансите да завршиме во овој дел. Што значи дека до крајот на месецот не можеме да знаеме доколку не видиме некое месечно ниво, на кое месечно ниво ќе заврши биткоин. И накратко, тоа е тоа отприлике она што сакав да ви го презентирам, а вие слободно претплатете се на овој канал за да успеете да ги следите новостите кои што ги објавувам и да успеете да бидете во текот со настаните. Толку од мене за денеска, се гледаме во следното видео. Поздрави, чао, чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill